Еве, почитувани гледачи, машки карас најдавме во Дојран, реткост беше, значи, еве, го надата, значи ова значи дека над 50% од рибниот фонд доминира карасот и тогаш се појавува машки караси, некои пред тоа се само женски. Така бар према светските литератури. Значи, карас се појавува после од кога ќе доминира 50% од езерото. Еве ги го надите машки. Машка. Значи ова е, не знам дали е ретка појава, за мене е ретка појава, карасот порано беше само женски. Еве сега ќе отвориме некој друг карас. Значи еве видовме дека има и машки караси во Дојранско езеро, машки единки. Сега ќе отвориме еден друг карас, да видиме. Што се случува? Еде ја? Икра. Икрата. Чекај полека ќе. Се гледа икрата. Значи, може би на 1000 единки сега си има појавено по едно машко. Што било ретко е тоа, во езера каше мало има кара. Икра. Значи во Дојранско езеро има доминирано карасот во однос на сите видови риби. И тоа е според литературата светска, значи, кажуваат дека шом доминира карасот, значи има над 50% од карас, тоа се појавува и машка единка. Значи тоа се случува за жал со Дојранско езеро, каде што доминира карасот наместо крапот, црноперката, сомот, костражот и така натака. Лињакот. Знаеш? Машка. Ево ја другата страна. Порано вика овие дојранчани дека немало машки, а сега ви